Друзья, всем привет! Поздравляю вас с тем, что мы начали сегодня почти Кажете, дали не за 7 лет слушате, работы. Мы нијке почти научились го это делать. поправиме Большое тоа, спасибо, что ако не, подождали. дали не Смотрим, слушате, что јас количество ќе го зрителей проверам тоа. прибавляется. И хочу сразу Денес попросить, почнуваме вначале речиси сделайте, навреме. пожалуйста, репосты, поставьте На крајот лайки на ние трансляции, почнавме потому что да чем больше почнуваме репостов вы проявляете, тем во точно лучше време. социальные сети Треба да правите ранжируют нашу репости, трансляцию, ставите тем лайк, большее количество зрителей у нас затоа сегодня будет. Обязательно ако напишите по чату правите какие-нибудь повеќе друзья, активности, коллеги, тоа значи дека известные, чтобы ние они к нам се сегодня присоединялись. по Помните, что по этой же ссылке видливи во люди смогут социјални перейти мрежи. и посмотреть запись, Можете да но испратите линкот не за все. овој вебинар на своите Кто хочет пријатели интересной и информации, по мы овој решили линк сделать тие сегодня такой можат небольшой да го хитрость, да, гледат. все в записи не оставим. Специально, чтобы был эксклюзив именно Но для ќе ви тех, кажем кто едно смотрит нешто, прямую ние нема да трансляцию. оставиме Ну а се трансляция у нас сегодня во очень важная. запис Мы на подводим не оваа просто итоги транслација. месяца, мы Денес е подводим итоги многу важна полугода и транслација. полугодия, первых Ние 6 месяцев ќе работы в направиме 2024 году. заклучоци за Вы нашата помните, что в работа начале года перед во нами стояла половина очень на оваа година. амбициозная задача финансовая, и мы Пред нас ее стоеше една многу успешно выполнили. Об этом амбициозна узнаете из новостей. И задача. сегодня генеральный директор Solar Group Сергей Семенов более подробно И денес также об Сергей этом Семенов расскажет. Поговорим о том, поподробно какие у нас ќе каже цели за тоа. на ближайшие полгода и Ќе вообще в разговараме за целом, нашите да, по цели развитию проекта. за следната Посмотрим чуть половина на подробно година. всю статистику помесячно, Ќе поразговараме за иллюстрации по статистика, инвестициям за помесечна, погодична в статистика. инвестиционный проект Sovelmash. И Ќе ответим, конечно, на ваши вопросы. поразговараме за Например, инвеститорски проект писать в Sovelmash. YouTube, чат, Вие пишите, можете да будем с вами пишувате говорить. своите прашања Также у во нас сегодня четот. еще два спикера. Руководитель партнерской программы Денес со Сергей нас Шевченко имаме и Сергей Андрей Лобов, Шевченко, инженер, предприниматель, раководител на который развивает партнерска свои проекты програма. по всему миру. Также сегодня мы с ними пообщаемся. Ну что, Сергей, передаю тебе слово. Добро, и сега Сергей. День. Очень рад Добар ден, колеги. здесь снова выступать для вас. Јас сум многу среќен да настапувам пред вас. 2024 года. У нас отчетный вебинар за 6 месяцев. Денес ние ќе разговараме за 6 месеци од оваа година. Не ошибаюсь, на 14 языков. Оваа транслација се спроведува на 14 јазици. Тоа е многу важна информација, многу интересна информација, затоа што ние секогаш добиваме прашања, денес ќе ги разјасниме. Најважната и најдобрата вест е тоа што во јануари ние направивме еден многу амбициозен план темп предыдущего полугодия, который был и так высокий. Да држиме темп од претходната половина на година. Ние моравме за 6 месеци да преведеме повеќе од 600 милиони рубли и требало да пораснеме два пати. И ние тоа го направивме. Ние го исполнивме нашиот план. Ние испративме повеќе од 600 милиони рубли за Sovelmash. Во почетокот на година ние кажавме дека Дмитрий Александрович ќе зема пари во фази. Тој ни кажува која сума му треба за организација на проектот и тој прави план за половина на година. И тогаш сите ние можеме да ориентираме на оваа цел и најважното е ово што ние имаме постигнато оваа цел. И денес имаме нова цел. И мислам дека таа ќе направи вас да бидете среќни. И тоа не е толку голема сума, само 300 милиони рубли. Тоа е само 300 милиони рубли, два пати помалку од тоа што направивме во прва половина од година. И сега ќе кажам каде ќе одат овие пари. Треба да затвориме текомни сметки. Треба да подобриме услови на изградба. Исто така треба да заплатиме за тоа што не е на сметка веќе. Ние треба да купиме земја.
Потоа плаќање за содржување градба, потоа купување машини за производба на продукција и потоа плаќање на нашите работници. Уште еднаш, сега ние сме кај крајот на нашиот проект и тоа е многу важно. Ние речисе сме до моментот каде нашето предпријатие ќе влезе во самокупување. Ние зборуваме за еден нов проект со Дмитрий Александрович. Тој производба на некои други продукции. Тој ни ветил дека ќе го каже тоа на нашата финална фаза, каде ќе влеземе по добивање на ЗОС. Комисијата за добивање ЗОС ќе почне во септември и ако се во ред, тогаш во септември ние ќе добиеме ЗОС и тогаш ние ќе можеме да отвориме нашето предпријатие. И затоа ние планираме да спроведеме конференција во Москва, да одржиме конференција во посебна економска зона. Ние малку подоцна ќе кажеме датум. Колку што вие знаете, ние ќе имаме една централна конференција и потоа со групи ќе влеземе внатре во нашето предпријатие. Ние планираме да спроведеме, да одржиме конференција до ЗОС, каде е топло, ама сега мислиме можеби е подобро да дочекаме до ЗОС и потоа да одржиме конференција. Ама како би било тоа, ние ќе спроведеме конференција на 20-та фаза. Што е фаза? Фаза е еден рок кога ние планиравме да направиме нешто. Колку што се сеќавате, ние неколку фази прескочивме затоа што ги исполнивме порано. Например, ние пополнивме цели на 6-та фаза во текот на 5-та, тогаш ние го пречекориме. Исто така и со 19-та фаза. 19-та фаза ќе биде завршена кога ние ќе добиеме ЗОС. Ни остава само да поставиме машини и да ги воведеме во работа и да најдеме работница и сето тоа ќе се случи во 20-та етапа. Вие знаете, кога ние преминуваме од една фаза на друга, тогаш паѓа попуст, кој ние ставаме во бек-офисот. Колку што се сеќавате, минување износи нешто околу 10%. Например, да купите денес овие удели и да ги купите по преминување во друга фаза, тоа ќе биде разлика нешто околу 10%. Што се однесува до 20-та фаза, ние донесовме одлука да направиме 20-та фаза со друга цена на удели и тогаш попуст ќе биде смален нешто околу 30 или 40%. Тогаш удели ќе чинат наследната фаза повеќе за 30 или 40%. Нашето финансирање се завршува и ни повеќе не требаат долги рати, не требаат долги пари. Ќе биде отклучена можност во бек-офисот за рати, за плаќање на рати на 30 месеци. Ние укинуваме рати за 30 месеци и за 20 месеци, ни остануваат плаќање на рати само за 10 месеци и ние укинуваме мали пакети и ние ќе укинеме некои други пакети, затоа што ние чуваме повеќе од 20 милиони долари во обврски и ние ќе го средиме овој процес на таков начин.
во початок на август, ке спроведеме стратегijska сесija kada ние ке поразмислуваме за нашите иднини планови и таму ке комуницираме со нашите инвеститори. Конференција нема да биде голема и услови за учество во оваа конференција ќе бидат кажани потоа, ќе има некој филтер за оние кои можат да дојдат таму. Уште една добра вест за која ние разговаравме со Дмитрий Александрович. Ние сакавме да зафиксираме нашите први инвеститори и воопшто учесници на нашиот проект. Јас имав предлог да направиме тоа како еден голем зид и Дмитрий Александрович Тој ни предложил да направиме една голема книга, која ќе се наоѓа во Совелмаш при влезот во оваа голема сала, која што вие сите знаете. И таму ќе леже оваа книга со имиња на овие луѓе, кои се учесници на проектот, кои се основачи на овој проект. Ние сметавме услови за влегување во оваа книга и ние сметавме дека сега сите можат да влезат во оваа книга. Ќе биде датум кога ние ќе собираме податоци и по овој датум ние нема да можеме да направиме ништо. Скажу тоже, что ты забыл, и об этом как раз был задан вопрос, когда создаете рассрочки. Веќе имаме прашање, кога вие ќе палите рати кои се веќе не траат и колку што веќе има кажано на финалната фаза, тие нема да важат овие рати кои не се важещи сега. И тоа е тоа што вие можете да направиме. И сега за неколку бројки кои се однесуваат да оваа фаза. Нашата задача на Solar Group како куратор на Совелмаш, нашиот проект е во оваа фаза кога парите се распределуваат на инвестиции. Ќе кажам малку подоцна за акционери. Сакам да ви покажам неколку статистики за парите кои биле испратени во 2023 година за Совелмаш и во 2024 година. Колку што гледате, разликата е многу голема. Во 2024 година повеќе од 600 милиони било испратено до Совелмаш. Тоа е многу голема сума и тоа може да затвори сите финансиски ризици. И сега да позбориме малку за акционирање. Колку што знаете, ние сега сме на етапа за подготовка за акционирање. Сега во Совелмаш има неколку учредители. Компанија Solar Group последува 49% од Совелмаш. Совелмаш ќе емитува акции. И потоа Solar Group ќе купи овие акции и потоа Solar Group ќе продаде овие акции за поседувачи на удели. Инвеститори од целиот свет, инвеститори со различни суми. И затоа имаме неколку проблеми со оформување на удели и ние ви даваме една можност да оставите своите акции под управување на Solar Group. Затоа ние веќе почнавме со процес на оформување на документи за добивање акции. Ние правиме овој проект во фази, колку што знаете. 67, речиси 70.000 инвеститори имаме.
koje imат вложено средства во нашата компанија и тие се посредувачи на оваа компанија. Ние даваме можност да во фази тие да добијат акции и тие можат да изберат дали да добијат управување, дали да добијат акции во лично управување или да ги остават под управување на Solar Group, но тие ќе ги поседуваат секако. Оформлению документов для получения акций имеют 11 И сега приступ за добивање на документи за добивање за акции имат 11.000 луѓе. И од оваа бројка досега имат испратени само 957 апликации и од нив 70 апликации не биле прифатени и 884 били прифатени. Меѓу оние удели кои сега се достапни по прифатени апликации и тоа се 900 зајавки, апликации и сега можете да гледате дека 53% земаат акции во своето лично управување и 47% оставуваат акции под управување на Solar Group. И во Русија и во други земји мислам дека проценти ќе бидат поинакви затоа што во другите земји тоа е многу потешко да добива акции од Русија, но секако вие можете да решавате сами и вие можете да го преминете своето решение. И до сегашниот момент тоа е се по акциите. Колеги, сега ќе ви покажам бројките за кои Сергеј веќе почнал да раскажува. Пак ќе разговараме дали можете да оставите еден дел од акции во своето управување и да дадете друг дел за управување на Solar Group. И сега да погледнеме бројки. Сега гледате дека во 2024 година гледате дека ние имаме повеќе од 500.000 учесници во бек-офисот. Во првите месеци од 2024 година имаме речиси 40.000 регистрации во бек-офисот. Пред еден месец ние веќе разгледавме една статистика, но колку што гледате, сега таа е променета. И понатаму ќе погледнеме статистика, месечна статистика на 2024 година. Колку што гледате, нашиот рекорд бил во април, повеќе од 10.000 луѓе имаат регистрирано во нашиот бек-офис. Ако погледаме количината на инвеститорите, мислам дека во јули, можеби во август, ние ќе пречекораме 70.000 инвеститори во нашиот проект. Не знам дали ние ќе дојдеме до бројките на 2023 година, но секако тоа не влие врз финансиски проблеми. Тоа само ни кажува дека ние имаме помала количина на инвеститори, но повеќе пари. И тоа ни кажува дека сега луѓето не се плашат да инвестираат повеќе пари. Аудиторија е лојална сега и тие му веруваат на Дмитрий Александрович Дуинов и веруваат на неговата команда. Ако погледнеме податоци за 2024 година, гледаме дека април е нашиот рекорден месец, но март има ставено рекорд за инвеститорите регистрирани во 2024.
danas ni gledaat людите на 11 язици и нашите преведувачи преведуваат синхроно сега и сакам да ги заблагодарам за тоа. Од 600 до 800 инвеститори имаме секој месец. Ако зборуваме за пополнување, ние доближуваме до $90 милиони. Гледате дека во 2017 година, колку што ние имаме кажано, има неколку инвестиции кои не се ставени во бек-офисот. Колку што гледате, 2024 година напредува сите нашите години на нашата работа. Една година која е напред од оваа година е 2023, но јас се надевам дека кон крајот на оваа година ние ќе напредуваме и ќе ставиме нов рекорд. Ако зборуваме за пополнување, сега гледате помесечна статистика. Јуни не е најлош месец, но и не е најдобар. Повеќе од $200,000 ние добивме преку системи за платење. Колку што се сеќавате, ние имавме еден ред проблеми и сега имаме неколку проблеми со меѓународни преводи на пари. И затоа некои пари не се одразуваат тука, затоа што ние не можеме брзо да ги преведеме. Но, освен тоа, сакам да обратам вашето внимание, јуни е рекорден месец за нас во 2024 година по количина на преведување на средства во Совелмаш. И воопшто тоа е рекорден месец за сите години на нашата работа. По количината на инвеститори, топ 10 земји, гледате дека Русија е на второ место, Виетнам е на трето, но се надевам дека потоа Кот д'Ивоар, Бенин, Индонезија, сите земји ги гледате на својот екран. Последното време во топ имаме едни исти страни. По количините на инвестиции гледаме дека Русија е на прво место, Виетнам е на второ место, а Индија само на трето. Иако по количината на луѓе, таа Индија е на прво место. Инвеститорски удели. Гледате дека наплатени се повеќе од 50 милиарди удели. Овие 8 милиарди удели, тие не се наплатени, тие се резервирани во рати. Тие можат да бидат наплатени, а можат и не да бидат наплатени, затоа што луѓе можат да остават своето платење на рати. Сега имате можност да обновите своето платење на рати. И сега да погледнеме динамика на количина на инвеститори за 2023 и 2024 година. Гледате дека јуни е речисе еднаков во последните месеци. Оваа година напредува. Но ако зборуваме за половина на оваа година, гледате дека зголемување во 24 година е многу поголема од 23 година. Гледате дека имаме речиси 5000 луѓе, кога во 23 имаме само 3395. Секој месец од јануари до јуни, секој месец напредувал, ако споредуваме со претходен месец. Ако гледаме јуни, гледате дека јуни напредува во 2024 година
от существенная. А если 2023 години. сравнить первые Разликата е 6 многу месяцев голема. 23 года Ако и первые 6 споредуваме месяцев првите 24 6 года, месеци од вы сами видите, 23 какой со првите большой 6 разрыв, месеци од практически в 24 2 раза гледате больше колку же голема е инвестиций разлика. было привлечено Речиси в 2 пати 2024 таа е году за первые 6 поголема. месяцев. Отличный результат. Гледате дека Зачем имаме это все повеќе это од говорит? 12 милиони Поздравить всех инвестиции участников во инвесторов оваа половина од программы година. с этими данными. Переводы в Совлмаш. Здесь вы также видите помеченное Преводи за сравнение. Это не Совлмаш. очень как информация такая Тука релевантная. Я уже объяснял, тоа почему. не е сосема Мы в релевантна этом месяце информација. собрали Јас определенный веќе пример. ви Но обяснив все же для, зошто, например, сравнения но за обратите споредување ќе внимание на ја этот погледнеме, месяц, как сильно он гледате отличается. а, Сколько колку раз. многу се разликува јуни оваа година од Да, это, претходната. конечно, все равно стоит это отметить. Если же сравнивать Ако споредуваме от месяца, значит, именно полугодие, а, снова по переводам 6 Совлмаш, месеци именно в а, долларах США, за в транзакции прошлом году во за первые 6 Совлмаш, месяцев гледате 3 дека миллионов долларов мы не во привлекли, првите 6 в месеци 2012 претходната година году же мы ние превзошли 6 испративме миллионов, помалку это од более 3 чем в 2 милиони, раза а больше оваа денег година в долларовом ние эквиваленте, переведено в 2024 зголемевме количина на испратени пари до Переводы Совлмаш повеќе в од рублях 6 дают милиони. тоже это показать. Курс может быть разный, но вот в рублях Транзакции и 2 миллионов обычно за в рублях Совлмаш это говорит, да, поэтому тука ги гледате во рубли. 20, июнь также у нас А, был Јуни 23 исто миллиона, така стало ние 183 имавме миллиона. 23 милиони, а Практически за денес 3,5 имаме месяца. Да, если 181 запомнишь, на милион. данный момент у нас рекорд по Можете да запамтите инвестициям в проект дека 181 миллион. денес нашиот рекорд за количина на инвестиции во проект е 181 милион. Так, и переводы Совлмаш опять в И рублях. сега транзакции за Совлмаш во рубли. За счет курса доллара, ну, в долларах, даже в Тука долларах тој се зголемил было переведено поради в рублях, противвредност даже на почти в долари, 3 раза больше. но и тука гледате Тоже стоит дека отметить. И вот тоже сотни транзакции переводов за за Совлмаш первые 6 се 3 месяцев пати переведены, поголеми од план претходната как раз-таки година. был 600. И нашиот план Поэтому беше первой задачей, баш наша задача 600 является милиони. мы все с И вами ние успешно справились, и на- еще раз с этим вас и ние успевме да Коллеги, я наполниме хотел нашата бы задача добавить за такую вещь, что првата половина на финансовые 24 година. результаты это как бы не Сакам самоцель, да додатам как, нешто говорю, уште как едно. в организме без него нельзя. Но все это Финансиски упирается в резултати том, не се цел. что такая новость вчера, кто следит за нашим каналом, видели, что Дмитрий Сакин вчера Сакам выпустил да ви видео, кажам в котором он объявил о наборе дека сотрудников Дмитрий с Александрович става работу в едно видео на нашиот сайт, каде тој каже дека ни требаат работници за оваа фабрика. Ние завршуваме фабрика, ние проект уже рабочей силой. внесуваме оваа фабрика во работа и сега е времето да и тоа е многу важен резултат во соодветност со финансиски резултати. Ние гледаме физички резултат и ни останува само да собереме еден тим, да најдеме работници за нашата фабрика. Дмитрий Александрович ми кажува, гледај кој дојде кај нас. И ако Дмитрий Александрович сака, тој ќе ви раскаже сето тоа. И ние сега сме подготвени за сето тоа. Датум на ЗОС е определен. И тоа е многу добра вест за овој проект. И тоа многу ни инспирира. И исто така ни инспирира дека ќе има и 20-та фаза. Тога вие можете да инвестирате уште. И ние ќе одиме понатаму. Сергеј сега треба да оди. Сергеј, многу ти благодараме. Большое спасибо.
Друзья, еще раз всем привет. Теперь у нас на трансляции Андрей Лобов, инженер, предприниматель, Приятели, человек, още который еднаш продвигает здрава за славянку, сите. который делает это Денес видео. е со И нас вот в Андрей этом Лобов, очередном вебинаре инженер, мы решили Андрея предпринимател, пригласить к нам, чтобы кой он, может, промовира своей славянка, стороны подвел итоги своей кой работы, прави потому что бизнес нам врз всем тоа. интересно И ние не сакавме только да поканиме финансовые Андреј результаты, кај нас, и не только да какие-то тој ни там кажува за резултати на финансовые, неговите да. работа. Нам Затоа интересно в што том ни числе, как интересира развивается не само славянка в финансиски целом по всему резултат, миру. Вот но Андрей и этим то како се занимается. развива Так что, Андрей, скажи, бюро. пожалуйста, Не какие интересира у тебя само такие не интересира интересные дури и новости тоа за како последние се развива полгода? славянка на целиот свет. Ну, добрый день, друзья. У меня, Добро, конечно, кажи ни постоянно какви имаш вести интересные за новости последните с 6 того месеци. момента, как все Пријатели, россиян, јас ну, секогаш я имам многу связал интересни новости, вести свою жизнь с моторами од беспорядка. почетокот на 17-та Это година, было, но в этом кога году јас совсем недавно поврзав, го поврзав својот живот со мотор у меня был день Славянка. рождения, у проекта был день рождения, Во оваа година, и сосема я неодамна, вспомнил, как ние тот славевме самый роден ден на год, овој проект. когда На вышел этот мојот проект, роден ден только се славише был и јас се украинский сетив на вариант, оваа что это година именно кога российский овој проект, проект что это именно само се российская појавил технология, и тогаш которая ние не позволила можевме да разбереме што е тоа, выдвинуть дека нашу тоа е страну баш руска на новую технологија, дека планку тоа е руски машиностроения. проект И вы кој знаете, вот ќе за все дозволи эти да годы я убедился в том, стави что нашата именно земја славянка на заслуживает новата особого хоризонта. внимания. И убедился в этом, когда двигал И проекты по по сите всему овие години миру. можем да И кажем в дека баш подтверждение вот Славянка своих слов заслужува сето ова хочу вам внимание. рассказать, что в прошлом И јас году убедив мы во тоа кога были в го Македонии, промовирав там овој проект запустили проект низ целиот свет сите овие години. Претходни година ние бевме во Македонија, каде ние лансиравме проект на соларен чамец. Добро, јас сега на мојот компјутер немам интернет. Дали можете да ме слушате? Не знам. Мисля, че ни дека на YouTube може да ни слушат, а во Zoom не сум сигурен сега. Значит, в прошлом году мы были в Македонии, испытали наш лодочный мотор от компании. Пријатели, добро. Претходната година ние бевме во Македонија, каде ние правевме тести за мотор. И это было 10-12 человек. И мотор ни покажа најдобрите резултати на традицијски охридски чамец, многу добро чамецот се движел низ Охридското езеро и нашиот мотор трошел многу мало енергија. И овој проект интересира не само еколози, тој заинтересирал дури и рибари, и во резултат се родил овој чамец, и сега тој е готов. И вие можете да го погледате. Овој чамец за 12 луѓе е сосема нов. Ние правиме работи за регистрација на ова возило. И тоа е многу тежок процес, затоа што се треба да биде регистрирано, се треба да биде пријавено и сите тоа е контролирано од страна на држава. Но ние водиме работи и јас мислам дека сега во септември ние ќе ја гледаме, ќе го гледаме овој чамец. Пред неколку недели ние имавме лансиран. Добро, Павел сега ќе ни покаже овој мотор. Овој мотор ние направивме една кутија. Во неколку денови јас ќе ви покажам овој мотор. Овој мотор беше планирал за вид чамец, мал брод во Македонија. И вчера нашите партнери од Индонезија ни обраќа. И сега ќе ви раскажам малку за Индонезија. Во Индонезија имаме ставено истиот мотор
koji što gledate na svoj ekran, to je motor so в 95S был проявлен очень серьезный i интерес vo со стороны Indonezije государства, со стороны мэрии и со стороны imaše mnogo отправленцев. golem И interes вот od это strane na подтверждает država, od strane na университет, mer i od strane na jedne государственный, и вот institucije. совместное I ovaj продолжение univerzitet, проекта to с je državni университетом univerzitet, родило такое i вот ние се ga название, зборуваме как za лодка дрон продолжение на ovaj для projekt спасения zajedno моря. so И univerzitet вот se rodil naziv кафедра Čamec робототехники Dron плотно занялась za этим проектом, за это spasovanje закупили na все voda оборудование навигационное. И нам i также kafedra za обещали, что уже в razrabotka сентябре мы se zanimava увидим so лодку ovo дрон. projekt А вот i не витува вчера, дека во когда мы септември общались на ние ќе вебинаре гледаме с ово Čamec Dron партнерами, было очень и много людей, вчера было кога более ние 5000 зборувавме, человек. И кога ние выяснилось, комунициравме что на на вебинар, международной Индонезии, это север Калимантан, биле присутни вышла повеќе од крупная 50 фирма, луѓе которая готова и спонсировать ние проект прејаснивме дека под во эгидой Индонезија се государства појавила для една голема создания фирма солнечных која е красивых готова да цветов. И вот спонсира тут всплыл наш проект македонский мотор, который вы видите на экране, да? за Вот правење сейчас мы будем планировать соларни отправить его в Богдан, чамци Грузию, за и туристи. установить на эту И лодку, тука которую ние кажевме за изготавливается нашиот македонски за мотор. инвестор, И закупает сега ние всё сакаме да го оборудование, испратиме во проведем Индонезија и да испытания го ставиме и на Čamec. посмотрим, Ние ќе правиме может быть, тестови этот таму и мотор, ќе который гледаме был изготовлен всего в 4 экземплярах, вот сейчас он там дали в картинке, овој мотор один, кој бил изготовлен направен вообще само во компанией 4 Solar Mash, что очень интересно. И может быть, екземпляри, востребован, а востребован он кој может е быть и в направен од страна на Македонии, и в Solar Mash Индонезии. Мы и сможем можеби уже запустить кога тој ќе серийное биде производство. потребен Ну, и во я Македонија и был во просто от Индонезија, этого в восторге. Ну, вот таму то, ние что можеме по да лодкам, по моторам, направиме по произведба Индонезии на я вам овој мотор. рассказал. Ако Теперь зборуваме за также в Čamce, за Индонезии Македонија, у за нас Индонезија, запущен добро, проект за тоа Трицикла. имам Мы про ви него не кажано. забыли. Это грузовой Исто така, трицикл. во Индонезија ние имаме лансирано Так проект как во господин Улин три имеет свою цикла. собственную фирму, серьезную, да, строительную, он не может постоянно Улин заниматься има своја проектами фирма только за изградба. компании ресурс. Тој не Он може очень постојано широко да се видит. занимава Ну, со поэтому проектот немножечко и отодвигаются строки. само со Так, компанија. теперь Тој еще треба такой да интересный момент. Это добива пари картинги, и да, затоа картинги у ние нас спортивные, картинги у нас прокатные. Значит, в России мы ние ставиме сейчас различни датуми. форсируем проект И спортивного едно нешто картинга. друго, Уже сделано картинг. 4 версии кита. Ние Последнюю я форсираме вам покажу проект за буквально прям вот на спортовски днях, то картинг. есть она закончена. И я Ние надеюсь, имаме что 4 мы верзии побьем на рекорд более кит. 100 километров, и кит у нас не будет Последна полностью верзија мотор, сега е завршена кит будет и создан се для надевам спортивного дека картинга. Что тој ќе касается оди прокатного повеќе од 100 картинга, километри чем мы занимаемся. без грејење на Это мотор. кит отработан, Ако сертифицирован зборуваме в за России. картинг Его экземпляр за отправлен в изнајмување, Германию. К сожалению, овој не вид могу е показать сертифициран во Русија. видео. Смотрите Еден в екземпляр е Ютубе, испитан где-то во есть Германија, за жал не можам да наш ви партнер го в покажам Германии, он видеото, ставит на ама этот можете да го прямо погледнете во YouTube. прокатный кит, и совсем Нашиот скоро, я партнер думаю, он его во покажет. Германија, Иван, Так, стави что еще? картинг Интересная за новость. изнајмување Неделю назад и се надевам дека сполучила сосема скоро тој ќе ни го в покаже. Винине, Уште и една там интересна вест. произошла очень интересная Пред встреча. една недела ние бевме во Мы Бенин встретились с и президентом таму се ассоциации случила една многу интересна средба. рыбаков. Ние се сретнавме со Такой президент на со человек. председател на Он узнав о асоциација том, на что мы рибарите. создаем Тој е солнечные многу лодки, был голем крайне човек. заинтересован. Тут же предложил нам И вариант кога тој нескольких дознал дека ние нескольких создаваме лодок, соларни чамци, просил переправить тој ни несколько предложил неколку мотор варианти на Бенин, чамци. что мы в Тој ближайшее ни время, я думаю, сделаем. замоли да Это не так просто, но испратиме попробуем. Там у нас мотор од Кот очень д'Ивуар и јас сложные, мислам там дека может быть ние ќе го дела направиме везде. тоа во Ну, в общем, это Африка, да? близко време, И, но план таму има составлен, многу договоренность есть, находится даже многу человек тешки прямо на конференции, который царицински предложил правила, свои услуги по но таму установке ние этого најдовме еден човек что кој нам може да очень ни приятно. То помогне, есть люди во кој всем ни мире предложи своите восхищаются
услуги za stavanje na motor i to je mnogo prijatno za nas, дека луѓето ни верат дека тие се подготвени за учество, дека тие сакат да им помогнат на својата земја. Насекаде има еколошка, економска криза и насекаде луѓето сакат да отстапат од газ. И сега во Русија со нашиот нов мотор во сите правци ние можеме да станеме на прво место. За Африка ви имам кажано уште едно интересно нешто. Пак тоа е само последни денови. Денес ми се јави еден човек со кога ние кој е во нашиот тим уште долго време. И денес ние имавме прв тест на контролер. Значи дека ние работиме не само во област на мотор, на создавање на славянка. Ние направивме контролер. Вие гледате дека ние направивме контролер за асинхронни мотори славянка. Ние сега можевме да го направиме само за автомобил, затоа што тоа ќе биде подобро. Нема да се исклучи електричество, нема да се исклучи струја во целиот град. И во скоро време ние ќе покажеме новите функции на нашиот автомобил. Во Китај нема таков контролер. И таму тие стават нови рекорди секој ден. И ако сакате да купите контролер од Кина за асинхрон мотор славянка, и таму ќе има само 3-4 варијанти, и тие се многу слаби. Тие не работат во неколку правци. Тоа значи дека вие не можете да направите, например, дрон кој може да оди насекаде. Ние работевме над контролер неколку време, нешто околу година, и последно нешто што сакам да кажам, ние сега создаваме сайт и јас сум многу среќен дека тој е речиси готов сега и сите вие можете да влезете таму, да гледате структура на компанија Ресурс, кој е учесник, кон кого вие можете да се обратите, тоа е многу удобно. Вие таму можете да гледате како можете да комуницирате со нас. Ние сега имаме многу прашања, некои ни молат да ги дадеме контролер, други мотор, но секи биде во ред. По малку време вие можете да влезете на нашиот сайт, да ни се јавите. Сакам да ви заблагодарам за вашето внимание. Тоа е многу убав проект. Колку што разберам, не треба да ти пишуваат. Добро, да, тоа е добро. Не треба да ми пишувате сега, чекајте сайт и потоа можете да пишувате таму. Сакам да ти заблагодарам. Добро, ќе чекаме вести од тебе. Сега ние ведеме, ние разговараме многу сериозно. Ние најдовме еден голем бизнисмен кој сака да прави такси со нашиот мотор и сега ние комуницираме со него. Тоа е нешто околу 100-150 мотори месечно. И тоа е преработување на таксопарк од газ во струја. Ми се чини дека тој е бил среќен дури кога слушнал за контролер. Јас се надевам дека се ќе биде успешно. И затоа, да, ќе одиме во Кина. И во Кина ние ќе ставиме на вода нашиот чамец.
со многу убаво име, шампанское. кие биеме Повезло нам шампань сегодня, да, что Андрей Львов находится в очамес. Москве, потому что он постоянно в разъездах, да, удалось его Тоа е многу убаво трансляцию дека записать. ние Но будем еще вие приглашать можевте да проводить занятия дојдете онлайн. до Большое тебе нашиот спасибо вебинар. за развитие Сакам да проекта. ви заблагодарам. Спасибо Многу вам. ви Всего благодарам. Да, всего доброго. Пријатно. Мы снова в эфире, и сегодня у нас І Сергей пак Шевченко, ние зборуваме. полностью, да, І денес в кај студии нас был в е гостях. Сергей Шевченко. Последний, І финальный, сето тоа беше во как правильно последните сказать, вести. финальный спикер, наверное, сегодня. Вот, потом уже Нашиот перейдем финален к спикер ответам за на денес. ваши И вопросы. потоа Да, ќе Сергей у нас преминеме руководитель за партнерской одговорање на сети. вашите прашања. И Сергей Сергей, е раководител на расскажи нам, партнерската мрежа. да, мы только что беседовали, Сергей, зачем нам кажи ни, партнеры? Зачем нам вот активность? Да? Зачем нам зашто просто ни требаат прорекламировать, если партнери, проект зашто ни уже требаат финансирован? активи, Как ты сейчас зашто треба да промовираме. расскажи людям вообще, чем ты здесь, чем занимаешься. Действительно Како в ти голове прям веќе имаш сразу кажано, действительно сакам да странно раскажам может выглядеть што действительно правам тука. история. Од страна тоа може да изгледа Как руководителя партнерской сети Solar Group. максимално Те, кто сейчас смотрят тешко, трансляцию, затоа што јас сум представен како раководител на партнерска мрежа, которому не все равно. а другите ме познаваат како активен инвеститор. В разное время много чем. И јас Хорошо помню, как се занимав во Solar Group во различно време со различни работи. могу оказывать помощь какую-то, потому что хочу. Вот. И потоа им кажав дека можам да им помогам. И имаше неколку проблеми со трансляција на вебинари. Се случуваше дека тие биле во лош квалитет, дека тие се завршувале случајно. Добро, тоа е обична историја за еден нов стартап. И тогаш голема количина на луѓето кои не ме сакаат почнале да се дружат. И сега јас почнав да се занимавам со партнерска мрежа и тоа е многу интересна работа. Вот у нас настолько проект интересный, что Нашиот проект е толку интересен. Бывает такая ситуация, что у людей Во голема количина на земји, каде имаме инвеститори, луѓето во својата глава имат воопшто друг проект и тие мислат дека ние правиме нешто воопшто што не е поврзано со нас. И мојата задача е да предавам информација квалитетно за партнери да дознаваат што правиме сега, каде ние се наодиме, зашто тие треба да поддржуваат нашиот проект. И јас почнав да се занимавам со ова прашање само половина година и ми се чини дека има многу резултати, многу убави резултати. Во многу земји, многу инвеститори се запознаа со овој проект одново. И што јас сакам да кажам и да споделам со нашата аудиторија, со сите колеги, со сите инвеститори. Вие се сеќавате дека во Solar Group
внимание, ние что сакавме да занимается вот эта бидеме команда Solar Group, которая потранспарентни, организовала да сбор имате инвестиций для да реализации разбирате проекта Solar со Park. што И се как занимава мне нашата кажется, вот компанија. очень интересно будет, если вы сейчас напишите это в комментариях. И ми Вот се мне чини, кажется, вот и тоа ќе биде многу первое интересно полугодие ако этого вие года ќе го очень напишете тоа видно, во насколько коментар. качество Solar Group в этом Ми направлении се выросло. чини дека Насколько более Solar прозрачно и Group понятно се для инвестора и зголема партнера своите стал, чем резултати занимается Solar во Group. овој правец. Почему вот так, а не Сега иначе? за партнери Почему занимање какие-то на действия Solar Group совершаются, да, и потранспарентно. какие-то идеи, например, не Зошто реализуются, ние которые правиме приносят она, а большие не интересные, ова? пишут на почту в поддержку и так далее. Открылось много цифр А, интересных, которые раньше И были сега закрыты ние условно маркетологами отворивме по многу разным причинам. Нам интересни удалось тоже бројки, решить эти проблемы. Оказалось, что, в общем-то, и ние некоторые цифры решивме можно сите было проблеми для сборки кои се открывать, а појавувале. наоборот закрывать. Вот. В общем, Некои бројки с моей биле точки отворени, зрения, а не очень затворени. сильно вырос Од мојата гледна точка, вот нашиот этот проект некий многу френди к инвесторам, да? а, Вы в любом се случае зголемил, столкнетесь, тој когда очень интересно будет станал по-френдли за инвеститори. Ну, много чего хотел рассказать сегодня здесь, когда меня пригласили на Сакав вебинар, но многу нешто да ви ребят столько раскажам, всего рассказали, затоа что, што в общем-то, ничего и не ми осталось. викна Много чего на все самое вебинар, интересное разобрали. но Сергей Семенов очень, пријателите в общем-то, веќе после имаат сразу кажано комментарий сите раскрыл все работи, самые интересные темы. тие Посмотрим, что нам ви осталось. кажене Но я најинтересните знаю, работи, что и очень јас многих ќе ви интересует кажам само оно такая што вещь, ми как остана. внутренняя биржа, например, да, как перенос структуры Многу ме своих интересира за акций. овие Мы работи создавали како многие, што натрешна берза. многие года с 2017 года, да, перенос их в другие проекты. И давайте прямо с этой новости начнем, что сейчас действительно И ние ќе готовы почнеме од оваа вест. условия для Сега переноса ние структуры в подготвуваме следующий проект. услови Следующий за проект сейчас пренос активно во следниот проект. действительно Solar Group Следниот большая проект е команда людей, которые обслуживают во эти ТЕП, ние разговоры. разговараме за него. Дальше придется это делать, обслуживать, чтобы у инвесторов все было хорошо. Вот. И, естественно, этой команде И не Solar имеет Group смысла сейчас бежать обороты, да, там, резать штаты, штаты мора и да так далее, прави для того, чтобы, други ну, проекти, скажем так, уменьшаются, потому что проект потихонечку, логически и развивается. ние не Поэтому, треба да конечно, обсуждаются активно правиме проекты. помалку напори, само Если затоа все што мы мечтаем о том, се во маш проект не треба толку многу но пари, решение колку приходит што му за ним. требало порано. Вот. И поэтому и к этой Но теме тоа тоже ќе решива готовятся Павел, условия для и ние дојдовме до реализации оваа тема. новые проекты Solar Group. Сега ние Сразу подготвуваме скажу, услови ничего за абсолютно премен не без во условий, други легко и проекти. безусловно перейти. И Мы зошто хотим ние сега не сме подготвени за честно премен и во друг открыто проект? сейчас заявить о том, что нужно почистить Ние сакаме ряды, отворено посмотреть, да кажеме есть, дека возможно, какие-то ние треба да устаревшие почистиме нашиот систем, есть аккаунты, да которые гледаме можеби има некои стари у податоци, нас некои огромное акаунти кои не количество постојат, обращений, постојат бывает само на недостатки, хартија. письмовому пригласителю он не отвечает, существует ли этот человек Ние и так далее, имаме и так далее. многу Поэтому обраќања од обратите инвеститори, внимание, дека ти посмотреть, как пишуваат быстро на это својот всё, смотреть, кто у на нас човек партнеры кој ги постоянно работают поканил всё это тука, время с нами. и ние И сакаме да провериме кроме кои того, чтобы партнери условия работат, простые, а, определенные, да, для переноса структуры, и которые освен будут тоа, направлены што именно на ќе то, чтобы има отсеять вот грубо услови говоря мертвые аккаунты, вот, также будет за чистење на предложен людям, мртви которые хотят в акаунти. новые проекты перейти, некий маркетинг-план. Он будет направлен на Исто то, чтобы така ќе биде понуден участвовать етен в этих маркетинг новых план за проектах. овие луѓе Не кои было так, сакат что да преминат во друг рассказывал проект, про Solar Group, про Solar ако Market, там, не знаю, пару лет уже затоа занимается што чем-то тие другим, треба и да система разбираат автоматически перенеслась и так далее. То есть, што если вам тие это не ќе надо, прават потоа во Solar друг Group проект. тоже не надо. Да, в новом проекте деньги лучше направим на реализацию, быстрее его реализуем, чем будем, в общем-то, снабжать средствами еще Во нов человека, проект ние ќе который про этот счет знает. Честно и открыто испратиме заявим, что хотим средства. оздоровить систему и структуру. Маркетинг-план будет Јас несложный, сакам да кажем дека простой. ние Если вы сакаме да помните, оздравиме заходите в личный кабинет, системот помните о нем, и вы структура. с легкостью Ако это вие се можете сеќавате својот перейдете бек-офис, со всей своей структурой, тогаш вие ќе можете се да пополните, Ну вие и ќе наверное, стоит преминете порнуть во прямо в следниот бизнес-план, да, проект. потому что тоже спрашивают постоянно об этом. Да, И и сакам да кажем за Вопрос внатрешна был, берза. да, зачем нужны сейчас партнеры, если все у нас движется к И јас ти завершению, и прашав по сути зашто ни ответил, требаат да, партнери, тем, ако что ние сме сегодня на дискуссия завршната не фаза. только для того, чтобы
Zato što завершить našta общий partnerska проект, mreža потому nie что treba расслабляться ne samo da раньше završimo времени, projektot, естественно, не стоит. Да, действительно, сейчас финансовые цели на этот ta nie полугодие treba i za бывают druge более работи. драматичны, чем прошлые 6 месяцев. Ну и, казалось бы, тогда можно Vo расслабиться. ovih 6 На самом деле, mjeseci это nešto тоже такая partnerska опасная ситуация, mreža поэтому, конечно, pomogla довести до конца нужно работать в prethodnika полную силу. i Но при to je этом вот opasna эта situacija, энергия, да, которая накапливается из людей, да, из no навыков, ova energija а, koje što это все nie будет subirame направляться od на то, ljudi да, to будут предлагаться i интересные to ti проекты bide для isplateno продвижения. В том числе, как вот, Сергей, ты vo сказал, drugite и projekti вместе с Дмитрием Александровичем Дуйновым, да, в принципе, мы уже так или иначе об этом неоднократно говорили. i nie Да, zborуваме мы, со кстати Дмитрий говоря, вот Александрович партнеры Дуйнов и i nie доwnload. veke imamo Наш zborувано za to внутренний so nego объект, напомню в двух словах, да, это функционал в нашем личном кабинете, где vnatrašna berza инвесторы je смогут свои доли del od продать. našeg back Да, office, вопрос кому? kada В момент, investitor когда može da финансирование будет prava завершено, trgovia so новых svojete udjeli. долей продаваться больше не будет. Соответственно, Koga мы financiranje сможем ti bude целую završeno, группу togaž людей, nije nema da prodavаме кто nove абсолютно udjeli, не против, если togaž будет vi найдется možete da перекупить эти доли у другого prodavate инвестора. Да, наша задача сделать удобный способ udjeli до этого na druge через investitore различные ili vi мошенничества, možete da gi чтобы это kupuvate od было druge легко, investitore. просто и удобно, Nije svakome da и снизить napravame наши текущие наработки. svojeta Да, вот vnatrašna зачем мы berza, это делаем. da Я даже сам izbegneme решил вместо neke такую подводку сделал. ljudje Нет, это koje saka на da самом деле Павла Филиппова можно слушать бесконечно. grabnat Так смотреть udjeli od живой druge живот, ljude. да, работающего человека, можно смотреть вебинары Павла Филиппова. Это бесконечно. Nije beskonačno možemo da Да, все gledamo правильно Паша ogan говорит. voda i Мы с вами знаем, webinare что na есть такая Solagru. задача, что если I особо Pavel mi маленький kaževa бизнес deka nie преобразовать imame zadaća, вот, ako su vel и maške napravi сделать инвестиционный preobrazba проект, vo условно, там не в этом году, akcionarsko društvo i kje imetova svojete люди akcije, сейчас возьмут и выплатят резко свои рассрочки, досрочно какое-то количество, у нас закроется ljudje to kje что isplatjat это svojete rati, скучно просто ждать. što kje prava drugite Да, я investitori, имею в виду покупателей, što ti može da каждый день, у нас čekat. инерция большая, 7 лет заходят Novite kupuvači koje dođat kaj nas sekoj den, koje registrirat sekoj den, koje donosat odluka da ne podržuvat. Ti je gledat deka to je veke gotov biznis koji se vovedova vo rabote. Конечно, люди эти заходят, ну и чего им ждать? Sigurno ove luge bleguvat i zašto ti treba da čekat emitovanje na akciji, ti je sakat da gi kupat svega koga ti je se eftini. Мегiju zatvorenje na možnost da zemate udjeli i emitovanje na hartiji od vrednost, kje bude otvorena vnatrašna berza, zato što novite investitori treba da leguvat bez prečke. I jest zborovam jedan-dva zbora za organizaciju, kako to će rabiti od našta gledna točka. Ja se nadavam deka naskoro nijeke napravimo jedna mikroprezentacija, kako čovjek je registrirao ovaj projekt, da li to je vlegova od reklama, što to može da prave. To je isto taka pritisna kopča investicije, no namjesto od paket koji stoji svega, to je gleda neka opredeljena cena i to je gleda statistika koga udjel počnu da raste i to je dulje gleda jedna prognoza za rastanje na udjel. To je tamo može da stavi suma i tamo to može da gleda koliko udjeli to može da kupi sa svojete suma. Isto tako to može da stavi količino na udjeli i da gleda koliko to treba da potroši za kupovanje na udjeli. I potom to čeka samo preobrazba v akcionarsko društvo, da gi presmeta svojete udjeli v akcije.
не все може би партнеры, човекот и, ќе соответственно, не все добива имеют добивка собственную на счет, својата партнерска сметка, отдельный счет. Вот. А, но не Как будет сите формироваться имаат очень партнерска часто сметка ситуация, и как може это би будет затоа формироваться тоа ќе биде Ну, и это една достаточно одделна просто. сметка. Поскольку у рынка нет Како возможности се оценивать формира оценку сето тоа? предприятия, мы его можем оценить с вами сами. Наша оценка – это наша Затоа што пазар не може да процени нешто предпријатие, затоа што тоа не е веќе на пазар заходят и миллионы ние можеме да по го проценуваме определенной сами. цене, то для нас это показатель, сколько это реально сейчас стоит. Вот. Поэтому Например, влегува стартовая цена $1,000,000, очень ние приятная, гледаме самая колку дорогая тоа цена на финальном чини. этапе. Мы будем видеть, что на финальном этапе Почетната люди, цена когда е заходят, најголема деньги цена будут на дешевле, финалната фаза. предлагать этот продукт, естественно, Ние будет гледаме дешевле. дека И на далее, в финалната случае, фаза если история луѓето будет влегуваат, тие без трошат пари скидки, и ние гледаме дека искусственный интеллект, нема алгоритм, смисла у которого да будет задача просто предложуваме постоянно повышать овој стоимость продукт долей, исходя из объема поевтино. роста их продаж. Алгоритм будет уметь повышать Треба да цены, зголемуваме люди будут уметь количина на понижать. По удели. сути, дорожать доли будут каждый раз, Секој когда човек сегодня може да инвестиционных долей продано больше, зголемува чем вчера. цена на удел, но тој не Соответственно, може если да сегодня, завтра, ја послезавтра намали. нет продаж, Ако стоимость доли денес, остается на утре, одном месте или небольшой. задутре Как только на нема рынке продажба, появится тогаш что-то цена продано на больше, удел е будет една поставлен иста. новый рекорд по Ако продажам, по во объему, растет цена. вторник А ние отображается ставиме на графике, рекорд за продажба, инвесторы, которые тогаш заходят, цена будут смотреть расте. этот график, они будут видеть объем Тоа продаж, ќе биде они одразено будут и видеть во рост, и, статистика. соответственно, будут видеть даже прогноз роста Тогаш цены, что, в луѓето общем-то, ќе честно, гледат открыто и и правильно длится это 2 года. растење и Как раз прогноза за инвестиционный растење формат, и который тоа е сделан с отворено, транспарентно того, как это, в общем-то, потеряет смысл. Как-то так. и Да, и тоа хочу ќе биде обратить направено внимание, что до помимо того овој функционала, момент который кога вы сейчас тоа видите, ќе да, губи помимо смисла. условий биржи, Освен овој Сергей функционал озвучил, кој што есть еще гледаме, также юридическая часть, освен и сите мы овие сегодня услови, в трансляции говорили, что мы получили ние новость, можеме что да компания позборуваме и за Solar Group правна поменяла и за правен дел. регистрацию, и вот эта новая Solar регистрация, Group новая ја лицензия, сменила она својата позволяет в регистрација. том числе Ние имаме нова заниматься регистрација, этим нова управлением лиценза, внутренней која биржи, ни осуществлять дозволува эти торги. да Именно для правиме этого, внатрешне в берзе. том числе для этого, скажем так, это и было сделано. Вот еще И раз это ние отметить, да, ја всю эту сменивме лицензию регистрација можно на сайте баш за Solar тоа. пройти, она есть, пожалуйста, можете с ней На нашиот сайт ознакомиться. Solar Это Group очень вие такой можете был да гледате интересный лиценза вопрос, который вот и Павел Ахметов и часто тоа е задавал, интересно. Антон Червачков, который начинает писать Прашање по чатам, да, что кој што ни не будет ставише ли эта Павел ордер Ахметов, восприниматься как какая-то пирамида условная и так далее, если дали од страна на инвесторы држава начнут тоа покупать ќе изгледа инвесторов, како да, за деньги пирамида, како понзи шема, централизован, нету прибыли. И, соответственно, ако инвеститори ќе купуваат сказал, что акции, а проектот клиринговые не е лицензии, реализиран, они тие как раз дают возможность сделать это все легально. Закон дает возможность там таким образом немат работать. добиток. Круто. И То есть мы стараемся брокерска сейчас все лиценза ни стороны дава можност да сделать это максимально работиме удобно, во рамките понятно на закон. и, главное, безопасно. Да, вот с одной стороны, с Ние юридической сакаме да точки направиме зрения, сето с тоа од другой сите стороны, страни, с точки од зрения правна точка на гледање, именно од гледна технической, да, точка чтобы это на не од напороться техничка гледна куда-то точка. просто на Ние какой-то сакаме да непонятный направиме условие в сето интернете, тоа да продал биде доли, позбедно, какие-то доли, куда-то деньги отправил. Нет, все внутри нашей луѓето да платформы, не го все гледаат тоа понятно, како тем более, если вы понзи шема. уже имели Ако вие сте веќе регистрирани во нашиот бек-офис, тогаш се ќе биде јасно за Ну, а вас. если нет, Ако не, тогда, тогаш знаете, когда мы о чем-то таком кога ние говорим, зборуваме за берза, за акционирање, секогаш се наоѓаат луѓе кои не разбираат ништо и јас секогаш им кажувам дека не бе гајле, ние ќе ви помогнеме да дознаете се што ви треба. Мислам дека Solar Group е уникатна компанија. Тоа е многу тешко да постанеш инвеститор. Не секој човек може да поддржи некој. Нема никаква гаранција дека овој човек може да направи тоа што тој сака да направи. И твоите пари ќе вратат кај тебе. И тоа е многу потешко да поддржува предприниматели кои се занимаваат со краудинвестинг, кој не се регулира од страна на држава. Тоа е 3 пати потешко за луѓето да ги поддржува. Тоа е речиси добротворност. Тие само знаат дека овој предпринимател берал овој правен пат за да
живе малку полесно. Само зато американците го измислили краудинвестинг, за да го олесне животот за себе си. Во овој случај вие не сте ограничени со правила кои во Америка се регулирани од страна на СЕК. Знаете како СЕК судува со овие кои измислува некои нови банкарски инструменти и тоа не е секогаш интересно за предприниматели и краудинвестинг тоа е можност да излезе од оваа контрола. И не секогаш луѓето мислат дека тоа е добро. И не секој е способен да ги поддржува такви идеи. Може би затоа сега кога гледате слики од нашата фабрика, вие гледате каде оделе вашите пари и вие сте срекни. Затоа што можете да гледате оваа зграда, која според проценки на специјалистите не може да биде изградена само за буџетни пари. Градителите ни кажуваат дека такви проекти може да бидат изградени само со помош на државни средства. Обични луѓе не го прават тоа. Тоа што насекаде економија прави некои пречки, тоа е многу голем проект и дури крупни компании не можат да го направат тоа и обични луѓе можеле да го направат тоа, тие успееле. Секогаш кога читам четот, таму пишуваат дали некој од нас ја гледал оваа зграда и ако порано сакав да им одговорам дека што ви пишувате, денес мислам дали треба да коментирам тоа сериозно. Можеби тоа е само работа на човекот. Да, можеби тоа е занимание, можеби човекот само не знае што тука се случува, можеби тој мисли дека ние дискусираме за она што не постои, па тоа постои. И уште еднаш сакам да кажем за тоа за што кажуваше Сергеј. Дојдете обавезно на нашата конференција. Ние сега не знаеме дали тоа ќе биде како конференција или можеби тоа ќе биде нешто друго, но обавезно тоа ќе се случи и ние имаме задача да им покажеме на сите кои сакат да гледат она што ние створиле. И по ЗОС ние сакаме да воведеме нашата фабрика во работа и ние сакаме да ви покажеме резултат кој вие можете да го гледате. Тоа е многу интересно, посебно за вас. Кажи, Павел, дали знаеш нешто за таа историја за која ни раскажуваше Сергеј, за овие метални табели, можеби ќе има некоја промоција? Дали тоа ќе биде достапно за сите? Да, ќе има промоција. Колку што знам, за тоа ние разговаравме со Дмитрий Александрович. Тоа ќе биде книга на инвеститори, каде ќе бидат запишани имиња на сите инвеститори и ние имавме идеја да спроведеме некоја промоција, да направиме еден златен пакет и оние кои го купуваат пакетот, тие ќе се најдат во книгата на инвеститори, која ќе се наоѓа во Совелмаш, но некако брзо и Сергеј и Дмитрий Александрович Дуинов мислеле дека тоа не е фер и тие мислеле дека за другите инвеститори тоа не е фер, тоа е како тие немаат почет. И во оваа книга ќе се најдат сите инвеститори, но оние инвеститори кои ќе инвестираат во рамките на промо, тие ќе бидат како спонсори на оваа книга, да ги истакнеме некако. Затоа вие требате да чекате, ќе има подетелна информација малку подоцно. И најглавно треба да знаете дека ако некогаш инвестирале и тоа било одамна, вие ќе имате можност да дојдете во Совелмаш и да најдете своето име во оваа книга. И тоа ќе биде некаков доказ дека вие сте дел од тимот. Добро, почнуваме да штедиме пари. Мислам дека наскоро ќе има информација за ова. Колку што гледате, во најблиски месеци ќе има многу добри случаи, но денес не можеме да ви кажеме датуми.
наверное, когда вот будет 100%, тогда вот точно Не знам, мислам, Сергей Семенов и Дмитрий Дуинов го там дискусирале за тоа, точно знаем, что это произойдет в но ближайшие секако нема точен несколько датум. месяцев, но Мислам, будем кога считать, се ќе что биде август, средено, сентябрь, тогаш ќе там, има или, точен датум. не знаю, может, При преминување на 20-та етапа, мы ние отталкиваемся знаеме от дека тоа ќе се случи во најблиските месеци, можеби тоа ќе биде во септември, во август или во октомври, но ние не знаме точен датум. Ние знаеме дека тоа ќе се случува во согласност со овие клучни случаи како ЗОС. Ние ве кажавме дека тоа ќе се случува во септември или во октомври, но не можеме да ве кажеме точен датум. Ако вие сте заинтересирани, тогаш вие требате да чекате вести, тогаш се ќе да знаете. Многу малку време имате и овие датуми ви се потребни само да знаете кога треба да одите, кога да купувате карти за авион, за брод. Ние знаеме дека плюс-минус еден месец тоа не игра голема улога, исто како и плюс-минус 100 милиони рубли. Добро, сигурно тоа се пари, тоа се удели според кои ќе бидат наплаќени дивиденди. Многу од нашите инвеститори секогаш се плачат кога тие ќе добиат своите пари кои тие вложеле во 2017 година. Но ние разбираме дека тоа е објективно, дека нашето предпријатие треба да почне да работи. Нашиот бизнис е кај финишна црта, можеби тоа ќе лансира во септември или во октомври, тоа не игра голема улога. Мислам дека многумина ќе го пропуштат тоа и во четот ќе се појавуваат прашања кога тоа беше отворено, кога било затворено инвестирање. Зошто вие не ме предупредивте? Јас сакав да го купам пакетот. Имаме уште еден проблем. Вчера се сменише фаза на нашиот проект и доаѓаат луѓето и кажуваат дека јас немал доволно време да направам тоа што сакав и јас сум немал само еден сат и не му беше доста и тие не прашуваат, иако ние предупредивме пред еден месец, пред 2 месеца. И тие ни прашуваат да направиме фазата да биде подолга. Добро, правете се во време и тогаш се ќе биде во ред. И тука треба да разбираме дека тука се е многу бавно и тоа може да се промени во секој момент и тоа не зависи само од Дмитрий Александрович или од Павел Филипов. Самите вие можете сега да затворите своите плаќања на рати и тогаш Павел Филипов ќе испрати пари во Совелмаш и Дмитрий Александрович ќе каже тоа е доволно и тогаш тоа ќе биде реално сценарио и сето тоа зависи од нашите инвеститори и тоа може да се случи. Да, се согласувам. Дали ние имаме промоција до крајот на јулија за затворање вашите плаќања на рати пред време. И тоа е ориентирано на овие луѓе кои се плашеле дали тоа ќе се успее или не, и сега кои тие гледат дека тие нема да ги изгубат своите пари, тие гледаат дека Дмитрий Александрович кажува дека тој добива пари од различни компании. И дури ако бизнес нема да успее, тогаш инвеститори ќе добијат своите пари секако. И тогаш оние луѓето кои ја гледаат мотивација од Solar Group, тие можат да затворат своите плаќања на рати. Дали тоа е попуст? Ти кажа 5% дополнителни удели, а сега тоа е попуст во пари. Претходно тоа беше попуст во удели.
Например, ви наплатили $1000, завтра. Вот, и это правда. и ви остана да заплатите $1000, тогаш можете да наплатите само $950 и $50 е вашиот попуст. То зависи од цене на пари. Тие секој ден се поскопи од вчерашен ден. Не повлияло бы ничто, нас не вышло бы И вие се сикавате како Дмитрий Александрович ни кажа, ако ние имавме парите за Совел Маш во моментот, 3%, тогаш действительно, там несколько проектот би бил 2 пати поевтин. предложений. И ако би немало пандемија, ако би немало различни други пречки, да, и затоа сето тоа е сега поскапо. Тоа е многу убава понуда. Ако човекот секако планира да наплати $1000 за неколку месеци, можеби сега тој има целата сума или можеби тој има само $500, тоа е многу згодно за сите, затоа што парите ни требаат сега и тој може да ги наплати само 500 и тие ќе дојдат до Дмитрий Александрович. И со тоа ние ќе завршуваме со овој официјален дел. Сакам да ти заблагодарам, Сергеј, за ова информација. Нашиот вебинар веќе трае час и пола. Ние ќе погледнеме колку имаме прашања. Мислам дека половина од сат ние можеме да потрошиме на прашањата. Да, сега е веќе потешко да слушаме. Ве молам, прашувате се што ви е интересно, сите најостри прашања. Добро, прашувате. Јас сега ќе погледнам, се надевам дека можам да го гледам целиот чат. Колку што гледаш, тука не е зачуван целиот чат. Добро, знам дека имаш неколку помошници кои ти испраќаат прашања. Добро, јас замолив тоа за Zoom. Сега вие рускојазични гледачи го гледаат тоа на YouTube, во Zoom ни гледаат инвеститори од целиот свет и за жал јас не можам да читам на сите јазици од сите платформи. Колку што знам, ти сакаш да научиш. Да, учам, но 11 јазици тоа е тешко за мене. Таму тие ќе соберат прашања, а тука во рускојазичен чат јас ќе ги читам. Добро, фала ти многу, фала ти. Мы с вами продолжаем, как я сказал, блок у нас с ответами на вопросы. Добро, сега ние продолжуваме со одговорење на прашањата. Нема да се срамете, пишувате вашите прашања во четот. Се сеќавам дека во почетокот ние имавме многу прашања и претходно ние во почетокот ги читавме, а сега не можам да разбрам, YouTube ни покажува само 50 или 100 последни коментари, затоа ви молам, пишувате вашите прашања одново и јас нема да го пропуштам сето тоа. Добро, и јас сега ќе погледнам четот. Ќе го погледнам четот од официјалната транслација. Има четот, има интересни прашања. Добро. Добро, популарни прашања ни прашувале за натрешна берза, кога таа ќе биде лансирана. Натрешна берза ништо не се променила.
Та ќе биде лансирана по завршување на финансирање. Сакам да кажам што е завршување на финансирање. Тоа е моментот кога Solar Group веќе нема да ги продава уделите. И тогаш уделите можат да бидат купени само од другите инвеститори со помош на механизам на берзата. Но рати ќе останат, овие рати кои инвеститори ги плаќаат, тие ќе останат и тоа не значи дека тие ќе се укинат веднаш по завршување по финансирање. Уште едно прашање важно, 30 месеци долги рати. Тука сите станале многу поспокојни. Ние веќе кажале дека нема ништо лошо со долги рати. Со почнување на финалната фаза, 20-та фаза, која ние решивме да викаме финалната фаза, во оваа фаза ние имаме повеќе кратки рати. Со почетокот на финалната фаза нема да има долги рати. Ние ќе имаме само кратки рати, например 10 месеци. Ние ќе објавиме јавно сите обновувања, како тоа ќе се промени 30-40%, за тоа веќе има кажано Сергеј Сивот денес. И тоа е повеќе од тоа колку ние променувале нашиот дисконт обично. И уште нешто, рати не можат да бидат обновени на финалната фаза. Ние веќе имаме кажано за тоа многу пати на нашите транслации и ние лично го кажувавме тоа на инвеститори. Добро, уште нешто имавме пак за попусти, за долги рати. Ние имаме некои други мали промени, но за тоа ние ќе пишуваме јавно малку подоцно. Добро, прашањата. Прашање? Да. Да, сега ги добив прашањата од нашата странска аудиторија и јас обавезно ќе ги прочитам да ги одговорам сите прашања. На која фаза ќе биде укината можност да понови рати? Дали вашата компанија може да попадне под санкции? И јас веќе го кажав тоа, дека до крајот на 19-та фаза плаќање на рати може да биде поновено и со почетокот на 20-та фаза тоа не може да биде поновено. Што се однесува до санкции? Да, добро, јас разбирам дека сега теоретски сосема различни компании можат да се најдат под санкции и ако вие внимателно читате по која причина тоа се случува и ние воопшто не допираме некои правци кои се поврзани со ризикот поврзан со санкции. Мотори, електромотори, сето што е поврзано со тоа не допира санкции. Без зависност од сите ограничувања, ние имаме докажано дека ние сме многу добри и ние сме многу силни за тоа. Да, предходно, пред пандемија, ние имавме многу живи средби. И добро, сега вашиот бизнес е забранет поради коронавирус. И затоа ние почнавме да работиме на далечина и дури во такви услови ние почнувале да зголемуваме нашите финансиски цели. Да, сигурно различни санкции ни допираат. Ние веќе ви кажувавме дека ние имавме некои проблеми со испраќање на средства. Проблеми тоа е ништо страшно. Тие секогаш ќе постојат, тоа само зависи дали можеш да се менуваш според услови.
Дали условия ќе се минуваат на следен проект во корист на Sovelmash. А што вие мислите под корист на Sovelmash? Какви услови? Сега детали за тоа како Sovelmash ќе се соработува во рамките на друг нов проект. Добро, ние дискусираме за тоа, но за нешто подетално е многу рано да разговараме. Сергеј Симеонов и Дмитрий Александрович Дујнов секогаш дискусираат за тоа, можеби тие ќе направат некоја заедничка транслација. Добро, јас мислам дека нешто ќе биде променето, тоа е нормално. 7 години на соработка, вие можеле да гледате добри решенија, лоши решенија, и таму каде ние ќе разбираме дека можеме да подобриме нешто, тогаш ние ќе го подобриме, зашто да не. Вие можете да уште еднаш погледнете на распределување на средства 70 и 30 и можебе да смалете прагот. Вие не почнувате од нула. Да, теоретски тоа е возможно, тоа е најострото прашање, затоа што сега имаме механизмот и тој работи. И во некој момент ние можеме да кажеме се е во ред, ние можеме да навикнеме да одиме на работа и да помислиме дека така и треба да биде. А кога нашиот проект не постоел, тогаш никој не можел да каже со сигурност дека тоа ќе работи со ваков маркетинг кој ние имаме сега. Добро, секогаш треба да минуваме нешто. И освен тоа, Сергеј Шевченко денес ни кажуваше за преминување на партнерски мрежи. Исто така Сергеј Симеонов ни предлагаше некои идеи за минување на партнерска мрежа. Нема да кажувам сега за тоа, затоа што тоа не е утврдено официјално и ние дискусираме за тоа. Но сега да кажуваме, ајде радикално да промениме некој процент, да земеме нешто од некој друг и да му дадеме на друг човек. Тогаш тоа може да доведе да некои лоши процеси. Ние сега нема да минуваме механизмот кој работи и кој ни донал милиарди рубли. И дали ние ќе го минуваме, ако ние ќе го правиме тоа, тогаш што ќе биде направено многу акуратно. Кирил ни прашува дали тоа е легално. На што мислите? Нашиот проект е сосема легален. На нашиот сайт Solar Group можете да најдете сите разрешенија. Ако не можете да ги најдете, тогаш можете да се обратите за поддршка. Кога ќе биде лансирана берза, на тоа ви одговорив. Добро, значи немате предвидено пат на вредноста на удели, тоа не е баш пазарен механизам, тоа нема да работи добро, сепак ќе ви треба некое растојание, иако ограничено, но тоа е подробно. Да, Сергеј веќе кажуваше за тоа, ние сега го гледаме тоа во рамките, дека во почетокот така ќе биде точно и ако ние ќе помислиме дека тоа ќе биде безбедно, тогаш ние ќе правиме ситуација по пазарна и да отпуштиме цена да живее слободно. Например, вие можете да погледате што се случува со различни криптопроекти, што се случува кога различни компании спроведуваат IPO, кога на берза излегува некоја голема компанија, секогаш постојат веќе некои поседувачи на оваа компанија и што тие почнуваат да прават во процес на ICO или IPO, тие сакаат да продаваат, тие сакаат да добијат пари. Можеби јас баш тоа и сакав да направам да добија милиони со продажба на своите акции.
Во процесот на IPO инвеститори сигурно ги купуваат овие акции, овие токени, но не во баш таа количина во која инвеститор сакал да го продаде тоа. И тогаш цена почнува да падна. И тоа се случува секогаш, само во случај ако тие користат некои специјални методи или ако тоа е многу голема компанија како Microsoft, кој секој знае, но дури и со компанији како ВТБ, Facebook, тоа се случувале, тие излегле на пазар и тогаш цена почнала да пада. И во почетокот различни инструменти се искористени во различни правци. Например, ти блокираат некои активи, ти месечно можеш да продаваш само одредена количина, да не ги продаваш сите наеднаш. И ние беревме еден друг механизам, тоа ќе биде само фиксирана цена, ние можеме да си дозволиме тоа, затоа што тоа ќе биде само во рамки на нашиот бек-офис. И зошто? Затоа што кога илјади луѓе веднаш сакаат да го продадат сето тоа, ние не можеме да гарантираме дека баш во тој ден ние ќе имаме 1000 инвеститори кои сакаат да ги купаат овие удели. И затоа ќе настане пад на цена. И да не допуштиме таа ситуација, ние правиме ова непазарна ситуација. Ако тоа не е доста јасно, пишувате, јас ќе се потрудам да ви разјаснам уште еднаш. Ако ви е потребно, тогаш јас ќе ви објаснам се како тоа работи. Каква цена ќе биде на внатрешна берза? Добро. Колку ќе чини колку минимално ќе чини удел? Добро, ние тоа ќе ви кажеме со почетокот на финалната фаза. Во кој месец ќе се одржа конференција, во септември или во октомври? Ние секогаш дискусираме како да направиме подобро. Сергеј Симеоновиќ веќе ви кажа дека имаме две варијанти. Да спроведеме конференција во септември, затоа што тогаш ќе биде топло, добро, многу убаво на оваа територија на посебна економска зона, а во октомври тоа не е толку пријатно затоа што ќе врне и затоа септември ќе биде подобар, но во септември ние не можеме да гарантираме дека ќе имаме ЗОС. Колку што разбрав од зборовите на Сергеј, има повеќе веројатност дека тоа ќе биде направено во октомври, затоа што пред ЗОС тоа е некако неправилно, но ако ние ќе чекаме ЗОС и да правиме таква средба, тогаш тоа ќе биде октомври. И ние сега се трудиме да разбереме дали треба да ориентираме на добро време или на ЗОС. Нови проекти на компанија Solar Group, дали ќе бидат сместени во бек-офисот или ние ќе мораме да бараме ги некаде. Да, Дмитри, ние планираме да ги сместиме во бек-офисот, но исто така ние планираме тие да бидат независни, да формираат својата независна аудиторија, да формираат некое соопштество околу нив. И тие не треба да бидат интересни само затоа што некој го познава Solar Group и тој знае дека тоа е добар проект. И тие ќе постојат некако одделно како самостојни проекти, организации. Но исто така во рамките на вашиот бек-офисот ние ќе ги нудиме. Тоа ќе биде како симбиоз. И в рамках нашего личного кабинета мы их будем предлагать, то есть такой вот симбиоз. Так, Павел Ахмедов спрашивает, когда преобразование в акционерное общество? Добро, Павел Ахмедов прашува кога ќе биде направена преобразба во акционерско друштво. Ќе одговарам комплексно. Вие се сеќавате дека има неколку фази
Првата фаза е формување на книга на инвеститори и затоа ние имаме посебна функција во бек-офисот и потоа кога Совелмаш ќе биде реорганизиран, тогаш Совелмаш ќе добие акции и тогаш Совелмаш ќе ви ги даде овие акции. Првата фаза веќе е започната и ова работа е веќе почната, за која ви прашувате. Кога Совелмаш ќе спроведе акционирање, сега немам никаква конкретна информација со конкретен датум. Мислам дека ова е прашање за Дмитрий Александрович Дуинов. И добро, можете да дојдете на експертно време, но вие гледате дека последните денови ние не го спроведувавме експертно време. Вие знаете дека ние преселиле нашата студија. Добро верувате дека на тековна фаза за нас е позгодно за Дмитрий Александрович да се занимава баш со проектот, а не со спроведување транслации. Сигурно тој ќе ни кажа се кога ќе биде готов. Досега ние ќе спроведуваме вебинари со вас и да добиеме некои одговори на некои прашања. Ако имате прогноза за трошоците, кога ќе има прогноза за добивката? Добро, ми се чини дека Дмитрий Александрович Дуинов многу пати ви давал овие прогнози. Да, добро, тие постојат, можам да одговорам само така. Кога ќе се заврши 19-та фаза, добро, ние можеме да ви кажеме точен датум, кога ние ќе знаеме точен или речиси точен датум на ЗОС и вовед во работа, колку што ви кажав, овие работи се поврзани и она што се менува во зависност од тоа е премен од една фаза на друга, премен во друга фаза тоа не е само маркетинг, тоа е намалување на ризикот. И сега ризикот сериозно може да се менува кога од изградба КПТБ ќе стане едно легално предпријатие, ќе добие разрешение за работа. Иако од страна тоа се гледа како се е готово, но има различни правила. Јас имам супер проект за инвестирање, кога да контактирам за преговори, како да се поврзам со Симеонов, дали ги разгледувате проекти. Да, ние разгледуваме различни проекти. За жал, вие имате ник, немате напишано име и презиме и затоа не можам некако да ви определам. Добро, например, вие можете да најдете Сергеј Симеонов во Телеграм. Тој е учесник на инвеститорски четови или, например, вие можете да напишете во техничка подршка, тие ќе му предадат на Сергеј вашето прашање и тие можат да ви го дадат неговиот контакт. И тогаш вие можете да комуницирате, тоа не е проблем. Што ќе биде со сметка во рубле во паричник на Solar Group? Дмитрий, јас го сеќавам вашето прашање, тоа не е проблем за нас и ако тоа ќе биде потребно, ние ќе го направиме тоа. Добро, дали можете да ни кажете колку вкупно има удели во проектот и каков процент ќе зема Solar Group за својата услуга? Колку удели гледате? Сега 52 милиарди удели, тоа се удели кои се фактички наплаќени и во рати се нешто околу 8-9 милиарди удели. Ако ќе ги сложиме, тоа е нешто околу 60 милиарди на сегашен момент. Тоа може да се промени, ние веќе имаме тоа кажано. Тоа зависи дали луѓето ќе обновуваат плаќање на рати.
колку долги рати луѓе ќе земат пред нивното укинање на 20-та фаза. Многумина според нашата статистика, нешто околу 80% на луѓе имат исплаќено рати до крајот, но нешто околу 20% ги оставуваат своите рати. И воопшто тоа е прашање колку има удели вкупно. Ајде да па трудите да добиете нешто прислужување со 3 неизвестни. Колку ќе чинат удели на внатрешна берза? Добро, тоа имаме одговорено. Ќе се регистрирале компанијата во Русија за следниот проект, за да им се дозволи на најголемите компании како Јандекс и ВКонтакте да објавуваат реклами. Добро, сега ние имаме нормална правна шема. Нема никакви големи проблеми, но времето менува, закони се менуваат и пред да правиме нешто, ние треба да побараме дали има некои нови правци, како работат други компании. Да, сигурно во Русија сега има можност да направи краудинвестинг компанија, но сега не е јасно дали тоа ни треба. Затоа што има многу ограничувања. Едно од ограничување такво многу прашално, дали треба да регистрираме во Русија. Например, тоа е забрането плаќање инвестиции повеќе од 600.000 рубли. Тоа не е само за нашиот проект, тоа за сите краудинвестинг проекти. Например, пред да земеме пари од инвеститор, ние треба да прашаме дали тој инвестирал претходно во годината и тоа треба да биде некако проверено. И ние ќе го прашаме дали си инвестирал оваа година и ако тој ќе одговори не, тогаш тој може да инвестира 600.000. Ако тој ни кажува, јас сум инвестирал 200.000 на некоја платформа и тогаш тој може да инвестира само 400.000 и со тоа не можеме да разбираме до крај како да работиме со тоа и тоа е во процесот. Ние размислуваме по која противредност ќе се конвертираат удели во акциите. Тоа ќе се зависи од количината на удели и од количината на имитувани акции. Колку што гледате, туку имаме пак неколку неизвестни. Тоа не баш зависи од количината на акции, тоа зависи од нивната општа проценка. Дали ќе биде возможно да спроведе IPO од Solar Group. Акции од инвеститори оставени за Solar Group со листинг за берза. И ако тие се согласуваат, нивните акции да бидат вовидени на берза со цена нешто околу $1. Колку што разбрав, прашањето е дали Solar Group може да излезе на берза како компанија и ние дискусиравме за тоа. Ако ние не го кажувавме тоа јавно, тоа не значи дека ние не дискусираме за тоа. Тоа е возможно да го направиме тоа. И јас верувам дека Solar Group има многу голема иднина и сите компании во определена возраст и во определена состојба го прават тоа. Можеби ние ќе бидеме помодерни, можеби ние ќе направиме токенизација и сега во рамките на токенизација излегуваат различни закони и има многу различни такви можности. И тоа ни дава многу можности. Отворање на внатрешна берза е поврзано со неколку случаи, можете да кажете некој неточен датум
излегувайки от анализа на средства, ни оставуваат 245 милиони рубли и 9 милиони во рати, и ако тие ќе бидат наплаќени стабилно, тогаш кога? Можем да ви кажем дека по достигнување на финалната целта, ние ќе можеме да отвориме внатрешна берза. Ние сега немаме информација за бројки, какви тие ќе бидат. Излегувајќи од тоа што имаме, вие самите можете да пресметате кога ние ќе наполниме нашите финансиски цели. Ние можеме да гледаме на кафе, нешто да измислуваме и затоа секогаш ние кажуваме дека во почетокот ние треба да направиме така дека Совелмаш ќе има доволно пари за завршување на изградба. И Сергеј ни кажуваше зашто ќе бидат потребни пари, обртни средства, за кои ни кажуваше Дмитриј Александровиќ, некои тековни работи како спроведување на акционирање, и кога ние ќе бидеме сигурни дека имаме доста пари, вие разберете дека тоа е надпревар и тоа не може да работи на друг начин. Инвеститори ќе ги приведуваат меѓу себе и тоа не може да работи на друг начин. Добро, јас ќе ги читам прашањата побрзо, затоа што има многу прашања. Јас ќе се потрудам да одговорам колку што возможно повеќе прашања. Колку пари ни требаат? На тоа прашање ни одговорил Сергеј, ни требаат 300 милиони за Совелмаш. Кога можеме да чекаме отворање на специјалмаш, кога можеме да инвестираме? Дмитрий, колку што знам, Сергеј Симеонов и Дмитрий Александровиќ дискусираат за тоа, но на овој момент точна информација јас немам и други луѓе ја немаат, и затоа само можеме да чекаме информација, да добиеме информација од нив. Нови проекти каде тие ќе бидат сместени, колку што веќе кажав, тие ќе бидат сместени внатре во бак-офисот. Како ќе се реализира можноста да се испратат удели на конкретен човек? Ние веќе го демонстриравме такав функционал и тоа ќе биде достапно во внатрешна берза. Каква цена ќе биде во внатрешна берза? Тоа ќе биде цена на 20-та фаза. Дали ќе се плаќа персонален данок при добивање на акции? Тоа не е добивка од продажба на акции. Ако ги дадеш акциите на инвеститорите од Solar Group, нема да има профит, нели? Ако зборуваме за давање на акции, во некој случај данокот се плаќа, во друг не. Ние мислиме дека ќе направиме еден посебен документ поврзан со персонален данък и вие ќе имате можност да го прочитате сето тоа. Пак прашање за легалноста. Дали овој механизм на регулирање на цена е легален? Да, сигурно тоа е легално, зашто не? Дали се занимавате со хрчак? Да, сигурно се занимаваме. Сега светот е такав, можеби овие игри со тапање во Телеграм и во други месенџери, постојат такви игри каде можеш да добиваш некои пари и потоа да добиваш криптовалута. Јас не би играл во овие игри од гледна точка на заработка, јас не би правил тоа, да погледнам тоа од оваа гледна точка, зошто тоа ги интересира луѓето. И ние дискусиравме за тоа во рамките на Solar Group. Возможно тоа ќе ни помогне да направиме реклама. Добро, дали можете да помислите? Мојот лаптоп е мртов. Се надевам дека транслација не е завршена. Добро, тогаш јас ќе одговорам на прашањата од странце.
Моят лаптоп не можел да се издрже, Будет ли јас возможность можам. посетить ВКТБ у Добро, инвесторов тогаш самых читам инвестиций больше прашањата од 10 странска миллионов? аудиторија, ќе ги читам Предложение од мојот добавить телефон. функционал наследования, возможность назначать в качестве наследников Дали ќе има организации, например, можност детский дом или за храм. посета на Ну, ПКТБ кстати, од страна на говоря, инвеститори со интересное вложени предложение. средства над Надо все-таки 27.000 технически долари сделаем возможным и ли предлог да это. се додаде можност во При этом, к наследството да се сожалению, все-таки мы назначи все како равно ориентируемся на, наследните если некоја это организација, например детски или, дом или ну, храм. если придет слишком Добро, близко тоа е многу наследник, интересен нам предлог, придется это но учитывать. треба Больше да всего консултираме задевает, со поэтому, так правен сказать, я оддел, инвестирую в дали храм, тоа е придет возможно. наследник, И ние конечно, ориентираме на вообще статус локални наследства закони да, это и просто, чтобы тоже и понимать. како тоа ќе изгледе од страна на По поводу локални закони, посетить можеби ПКТБ. Такая ќе возможность дојде есть некој для реален инвесторов, партнеров. наследник, Это ќе каже обязательно, како да, храм е нужно просто наследник, тоа е моје договориться, наследство и сето тоа јас ќе го собрать земам. какую-то группу, да, чтобы, ну, опять-таки, в любом По случае, повод да, на при прашање финансировании за всё посета равно на выбираете ПКТБ, время тех или иных тоа е сотрудников. бесплатно, Ну, просто это само удобнее, треба когда да человек се пришел, а договорите инвестиции и будут да на соберете финансирование, правильно? некоја Поэтому група. собирайте какие-то группы, Во группы секој партнеров, случај, пишите, ну, как поддержку, можете вие связываться со мной, берете време од Семён, некој вопросы сотрудници, обсуждать. тоа е Давайте позгодно приходите. да се собирате во Да, единственное, група что вот если на вы больше инвеститори, 50 тысяч долларов можете да инвестируете, пишувате на Сергеј в Шевченко, меньше на мене, там на оплачиваемый техничка дополнительный поддршка, доход, да да, обсудувате ова примерно прашање и можете да 50 дојдете. тысяч. И ако вие инвестирале повеќе од 50.000 долари, тогаш ние можеме Можно ли да ви оплачивать наплатиме построчки с дивидендами? Ну, трошоци теоретически за можно, пат. да, потому Но что тоа важи само за оние кои инвестирале дивиденды повеќе од вы можете получать 50.000. на те доли, которые вы фактически Ќе може оплатили, ли да се поэтому плаќа да, на рати со возможно. дивиденда? Когда Теоретски тоа е как возможно, да, акционеру затоа начать што процесс получения акций, станет вие ќе доступен для других добивате стран. дивиденда според овие одели кои Так, се да, фактички ну, точная дата наплаќени, не затоа знаю, тоа е возможно. 18-19 июля, да. Кога Всё у акционирање нас ќе биде будет ли, достапно да? за други Ну, я страни? думаю, что Кога? последний Добро, раз, когда не мы можам да ви разговаривали, кажам мы точен общались, да, датум. в частности, с Константином, вы его знаете, да, человек, Како который ответственен сейчас за процесс 17-18 јули, денес е среда, добро организации мислам этого процесса. дека Мы кога ние с разговаравме вроде как последен пат со Јури последним все Константинов, обсуждали, со что для правен него оддел, да, это возможность тој е уже многу долгих одговорен месяцев, човек, да, вот созвониться тоже все вместе, этот вопрос обсудить. Ну и, в принципе, до Индии колку можно што начать разговор. знам, Для других стран, в ние принципе, тоже разговаравме зависит от дека технической составляющей, за но Индија главное, ова что можно можност это делать, е поэтому сейчас подготвена од просто техничка целый страна пакет, так скажем, да, этих и разных ние можеме да лансираме тоа за Индија, Ну, и давайте за так, други чтобы земји будет постои конкретика таква дать, у нас сейчас техничка лета, можност, но до конца и лета сега точно кога все ние скажем. го научивме да правиме тоа, Это и тогаш ние можеме да лансираме гораздо тоа быстрее. во групи за различни земји. Ми се Сохраняются ли чини наши дека структуры до те же крајот на партнеры, которые лето есть в этом сите проекте в земји нашей ќе структуре, бидат или будут для достапни, другого но проекта мислам дека отдельно тоа будет ќе се создан случи еще один бэк-офис? побрзо. Смотрите, неважно, будет ли бэк-офис создан или нет, структуры будут Ќе ги сохраняться. задржиме ли истите партнери кои ги Вопрос, имаме во что овој проект вот во то, о нашата чем говорил структура, Сергей или ќе Шевченко се сегодня, создаде что уште сохранение еден структуры бек-офисот не за друг значит, проект. что, например, вы Тоа не е есть важно партнер, дали допустим, вы ќе давно биде делаете создаден нов бек-офис при или не, переходе в новый проект вам сите придется структури ќе поменять бидат место, зачувани, да? но колку Вам што каже придется Сергеј снова Шевченко, поработать, вам придется сите пройти сите какой-то инвеститори час кои, вашей например, квалификации, уште да, одамна чтобы подтвердить свой ја статус направиле как структура профессионалиста, и да? тие може да Но при прават этом ниште, партнерская сила, да, тие структура морат не да оно будет сохраняться, да? вложат напор, тие Но морат при да этом как работат, бы с тие оговоркой, морат да, да что поминат Сергей низ сегодня сказал, что реквалификација, да го нужно потврдат будет својот смотреть, да, статус, удалять различные но несуществующие аккаунты, нашата обновлять партнерска аккаунт мрежа есть, ќе биде мы зачувана, постараемся так вот почистить ова всё структура это, на да, дрво, чтобы и како што кажа Сергеј, инвесторы, как вот ние Сергей ќе тоже говорил, бришеме спрашивали, овие где вообще хранились акаунти вещи. кои веќе не постојат, Ну, опять-таки, ако ќе ги најдеме, главное, чтобы вы понимали, ние ќе что се трудиме да правила максимально почистиме простые, оваа прозрачные, партнерска и мрежа, те, кто хотят работать, точно, у тех, кто точно да так и инвеститори не ни прашуваат воопшто кои се тие, зошто Когда тие не ми планируется одговараат. производство Вие да моторов, разберете дека правила ќе вопрос бидат излишний. максимално транспарентни, Ну, смотрите, и вот на оние данный кои момент сакаат да инновация работат, касается за нив се ќе биде ориентирования добро во нов проект. продуктовых линеек, продуктов, да, Кога выпуска се планира производба на шкурок моторите? машины. Вот Тоа е поэтому прашање можем од совсем Индија. скоро, в ближайшие месяцы, да, Добро, представить гледате сега Совелмаш конечный продукт, се лансира будет выпускаться. како еден од првите производи, Тоже, тоа чтобы е договор производба был на на французском языке,
агулна брусилка і можемо да кажемо дека конечен производ ќе постои. Ние ве молиме да направите договор да биде на француски јазик. Ние добивавме неколку прашања да направиме договори на локални јазици. Сакам да ви заблагодарам затоа што вие ни подсетивме на тоа. Добра, колеги, нема да одговарам на сите прашања затоа што техника е мртва, а вебинар е многу долг. Тоа не е добро, можеби е подобро да ги спроведуваме почесто. Јас сум многу среќен дека ние успевме да ве развеселиме со добри вести, затоа што само во благодарение на вас сето тоа станало можно и вие добиле одговори на вашите прашања. Мислам дека не сум одговорил на сите прашања. Вие треба да памтите дека секогаш можете да се обратите во техничка поддршка. Таму вие секогаш ќе добиете правилен одговор на вашето прашање. И со тоа ние ќе завршуваме. Ве молам, не заборавете да правите репост, да ставите лайк, испратите оваа транслација на вашите пријатели и дојдете на нашите следните транслации. Сакам да ви заблагодарам и ќе се гледаме. Довидување!